Материал. Čekaj, moment, čekaj. Čekaj. 10-годишниот јубилеј на Кут Гоце Делчев Делчево, денес сме собрани овде пред нашиот патрон, македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев, да му одадеме почит. Со големо поклонение кон неговата личност, ве поканувам сите присутни на едноминутно молчење. Вечна му слава. Слава. Понацад. Навек. Филипче, покажи се на тука, ти шо? Членови на градските гробишта во Делчево, за да им одадеме почит, а со почетот во 12 часов на свечена седница во центарот за поддршка. Тој наш зборен празник, тој 30 годишнина од формирањето на Кут Гоце Делчев Делчево. Нема да должам, затоа што личната карта на нашето друштво, ќе ви ја прочита еден од членовите на нашето друштво. Јас само ќе ви поздравам, ќе ви го честитам и на вас, па и на сите нас јубилејот, значи 30 годишнината. И ќе ви кажам дека сите успеси што ги имавме на Кут Гоце Делчев Делчево, мисля како културно-уметничко друштво, за мене како лекар и како човек, како мајка, не се толку важни. Кут Гоце Делчев е за мене важен заради тоа што тоа е една капче каде што се решава многу проблеми на низа млади генерации, каде што се упатуваат децата, да наречем, на еден прав пат
и каде што успеавме многу деца, што мислам дека ќе тргнеа по лош пат, тоест ќе ги земеа пороците на 20 век, тоа се дрогата, алкохолот и никотинот, ние успеавме да ги спасиме од тоа. Ние сите знаеме дека во Кут Гоце Делчево членуваат деца од различни генерации, кои што деца се полни со енергија. На еден начин, со членувањето во нашето друштво, ние успеавме да ја амортизираме оваа енергија, за да не ја употребат на некое друго место. И мислам дека сите ние, прво јас, па и сите кои што можат да помогнат во Делчево, треба да се трудиме оваа културно-уметничко друштво и понатаму да ни опстои. Ако ги сакаме нашите деца, ако ја сакаме нашата младина и ако ги сакаме, мислам, затоа што тие се фактички нашата иднина. Јас толку би кажала, сега членот ќе го прочита, ќе ја прочита нашата лична карта на Кут Гоце Делчево. Кут Гоце Делчево е единствена институција од таков вид во општината која се грижи за остварување на јавни и културни интереси во општината, државата и светот. Македонскиот фолклор е надалеку познат по својата милоритмичка убавина и богатство, тоа на најдобар можен начин го презентираат и афирмираат културно-уметнички друштва. Во овој домен мощно и релевантен е и придонесот на нашето културно-уметничко друштво Гоце Делчев, што го носи името на големиот македонски револуционер и идеолог Гоце Делчев. Друштвото е формирано во 1975 година по иницијатива на музичкиот педагог покојни Ванчо Сребров, кој е и основоположник на друштвото. Кут Гоце Делчево негува врвен артизам во сферата на музичкото поле во земјава и светот. Од своето 30 годишно постојање, ансамблот на друштвото има реализирано 1000 концерти во земјава и светот. Многу бројни се наградите и другите признанија што ги има добиено друштвото како знак на неговите квалитети, сребрени и златни трофеи, награди и одликувања и да биде лауреат. Нашиот ансамбл што го сочинуваат момчиња и девојки од работничката, училишната и студентската младина, на сите настапи и турнеи бил дочекуван со симпатии, а испраќен со топли и срдечни аплаузи. Во Кут Гоце Делчево работат повеќе секции: детски фолклорен ансамбл, младински фолклорен ансамбл, балетско студио, манекенска секција, ромска секција, секција на народни инструменти, музичка секција, рецитаторска и други. Досега Кут Гоце Делчево има настапувано на концертни програми, целовечерни концерти, на меѓународни фестивали во земјава и светот, во Германија, Словенија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Хрватска, Бугарија, Романија, Полска, Франција. Оваа година настапи на светскиот фестивал Фете Мултикултурале, на кој учествуваа 50 земји учеснички, а нашето Кут Гоце Делчево го представуваше Делчево и Република Македонија и го понесе првото место на светскиот фестивал и Гран При наградата. Во знак на одбележување на 30 годишниот јубилеј се предвидени низ активности, започнувајќи од полагање на свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев и полагање на свежо цвеќе со почитна основа положникот, председателите и покојните членови на Кут Гоце Делчево. Денес, со почеток од 17:30 часот, е првата вечер од 19-тиот детски музички и фолклорен фестивал, кој продолжува и во среда од 17:30 часот во киносалата, додека јубилејното издание 30 години постојање на Кут Гоце Делчево е на 22.12.2005 четврток во киносалата од 17:30 часот. Организациониот одбор на прославата ве поканува да ги проследите програмските активности, а воедно председателството на Кут Гоце Делчево одлучи во чест на 30 годишниот јубилеј да им се врачат дипломи на следните членови: Ванчо Димитровски, Благој Димитровски и уметничкиот раководител на Кут Гоце Делчево Зенил Реджепов Стручни. Наградите ќе им бидат доделени во сабота на заедничката средба во просториите на Кут Гоце Делчево. Одбележувањето на случајностите на 30 годишниот јубилеј го прогласувам за отворен. Сега имаат збор поранешните председатели на Кут Гоце Делчево.
кај е најстарија? Што да кажам? За време на стварањето на културно-уметничкото друштво имахме многу проблеми. Нормално беше се тоа. Одека се створаше група прво, пошла со распеаната група, после тоа беше во склопот на културниот дом. После имахме проблеми со финансии, многу за секоја ситница требаше да одобрени од директорот на културниот дом. Така да се придружам и јас кон честитките, да се издржи еден период од 30 години, не е едноставна работа. Треба многу труд и многу успеси да се постигне за да се одржи тој ентузијазам. Кудот Гоце Делчев, да не се повтараме, си ја остварува својата функција. Јас сум одстен од државата, така да не знам моменталните активности. Меѓутоа знам дека во свое време имаше огромна бројка на деца, моите деца исто беа членови на КУД Гоце Делчев. И си остави трага, и мислам дека и понатаму ќе остави трага. Уметничко друштво од секогаш било и се надам понатаму ќе биде двигател на културните активности во градот. Така беше јас кога дојдов, бидејќи јас сум остран од Прилеп. Дојдов 1984 година и се вклопив одмah во активностите на друштвото. И до ден денес се трудам како сите во рамките на моите можности да помогнеме во неговата работа. Нормално друштвото како друштво, како сите други, често имало и подеми и падови. Тоа зависело може би најмалку од нас од многу работи. Прече тога сме се судирали со финансиски проблеми, но сепак многобројните аплаузи кои сме ги добиле во градот, во земјата, па и во странство, сето тоа го избришале и става на убавите спомени. Ни биде драго и вие, кои што се денес носители на тие активности во друштвото, да продолжите понатаму и заедно сите да се трудиме секогаш да имаме што повеќе членови, да придобиваме како нашите деца што биле членови, вие кои ќе станете возрастни луѓе, вашите деца се членови и да продолжат работата на сите нас. Да си посакаме само и во друштвото и да славиме уште многу други јубилеи. Ја останам. Мене ми е драго што ова свеченост даде можност на поголем број на генерации да си го кажат своето мислење за КУД Гоце Делчев. Место каде што голем број на ентузијасти дадоа голем свој допринос за ова друштво, да се искочи на она реноме кој што стварно и го заслужува. Благодарејќи на тие луѓе кои што ништо не барале за узврат, едино да се качат во автобусот и заедно со тие млади луѓе да идат да прошетаат, а сето тоа бара една голема работа, без никакви материјални надокнади, а овој тренд и понатаму продолжува. За жал, ние сега уште не сме во можност, еве сега и председателот наш, мака мачи како да го одржува друштвото, но со тој ентузијазам ние сите заеднички продолжуваме да го градиме друштвото и да даваме на тие млади луѓе желба за многу поубав живот, док се различал и они можат да кажат слободно дека се таа стане највише образование. Благодарите на сите досегашни председатели, друштвото си го движи својот пат, оние како што досега го движеше. Благодарите на нашиот стручен. На најдобар можен начин го презентираат и афирмираат културните друштва. Во овој домен мощно и релевантен е и предонесот на КУД Гоце Делчев Делчево од Делчево, Република Македонија. Го носи името на големиот македонски револуционер. Експонирајќи се како еден од најавтентичните репрезенти и пропагатори на македонскиот фолклор од песните и игрите, од богатиот македонски фолклор, КУД Гоце Делчев Делчево представува ансамбл кој манифестира високо креативно ниво и негова врвен артизам во сферата на музичкото поле. Многобројни се наградите и другите признанија што ансамблот ги има добиено на домашните интернационални фолклорни сцени,
Како потврда на овие негови квалитети, Кут Гоце Делчев Делчево ја презентира народната култура од Македонија преку обичаите, ората и песните, изведувани преку вокални групи, оркестрите, преку играорните групи во Македонија, Германија, Србија и Црна Гора, Полска, Франција, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Турција, Словенија, Унгарија, Романија и Швајцарија, каде од 50 земји учеснички нашето Кут Гоце Делчев го освои првото место. Од своето 30 годишно постоење, ансамблот на друштвото одржал над 1000 концерти во Македонија и светот. Наставите со елеганција во изворно обработениот фолклор, нагласена динамика, восхитувачки темперамент и малоритничка убавина, со повеќе животносни носии и со интензивна хореографија, со спектакуларни димензии под уметничкото раководство на Зенил Раджепов Стручни, придонесува Кут Гоце Делчев Делчево да се закити со многу признанија и награди, одликување на повеќе фестивали и да биде лауреат. Во својот континуиран растеж, овој ансамбл што го сочинуваат девојки и момчиња од работничката, младинската и студентската младина, со сите настани, гостувања и турнеи, бил дочекуван со симпатии и испрќан со топли и срдечни аплаузи. Покрај основната дејност фолклору има проширено повеќе дејности. Ромски фолклор, тернипе, модерни игри, танцови двојки, балет, етномузика со поезија, изложби, фолклорни ревии, модни ревии со манекени и манекенки и рецитаторски конверсии. Во знак на одбележување на 30 годишниот јубилеј, во вторникот во 12 часот во просториите на Центарот за поддршка на невладени организации беше одржана свечена седница на која говор поднесоа сегашниот председател и поранешните председатели на друштвото. Исто така во вторник се одржи првата вечер од детскиот музички и фолклорен фестивал Делчево 2005. На 21 декември среда се одржа втората вечер од 19-тиот детски музички и фолклорен фестивал 2005. Вие, почитувана публико, присуствувате на свечениот јубилеен концерт. 30 години Кут Гоце Делчев Делчево и започнуваме со јубилејниот концерт. Кореографија, комитска легенда и етнски бранување. Композицијата Желба како апел за мир насекаде во светот и настапуваат супер звездите на Република Македонија, Мартин и Мерлина, а потоа следува танцова двојка Ча-Ча-Ча. Со оваа кореографија Мерлина и Мартин ни ја представија на Македонија под знамето на Европската унија. Првиот блок од програмата ќе ни се представи ромската фолклорна група Тернипе. Уживајте!
Мајко, ти никогаш робинка нема да бидеш.
потекнува од село Драмча Делчевско, а тоа е главно машко собор скоро, што се игра и ден денес на отворено гумно. Има 4 основни ритмички образци: шетаница, ситното, префарбувачка и копачка, што се повторуваат. Карактеристично е тоа што орото се игра на цела нога, што му дава посебна специфична тежина. По карактер е брзо и темпераментно. Се смета дека го доловува копањето и риењето на земјата. Играчите во буквална смисла при играњето дигаат прах од земјата. Орото копачка е постојан сегмент во програмските активности на Кут Гоце Делчев Делчево, а потоа следува сплет на народни песни и ора од Источна Македонија, соло седенка и шопска петорка. Потоа следува детскиот фолклорен ансамбл кој ќе ви се представи со правото македонско оро и орото шеска, а со ромски ориентални игри ќе ви се представат девојките од ромската фолклорна група. Юбилејниот свечен концерт ќе го завршиме со блок од детскиот вокал Мерлина Реджепова и младинскиот ансамбл со изведба на свадба. Генерален спонзор на манифестацијата е првиот човек на општина Делчево, градоначалникот господин Мирко Иванов. Пријатни мигови!
Veselo, gritam pa ti od srca, sedem na korani.
во сабота со почеток во 19:30 часот во пицерија Чао Чао ќе има средба на членовите на КУД Гоце Делчев Делчево по основ на самофинансирање. Повелете!